Dobro večer, Boganci. Dobro večer, dragi prijatelji, i vi blagodaram što ste večera tuka zajedno so nas. Što dojdovte za da vaka združeni, sploteni, jedinstveni, го кренеме гласот против бедата и сиромаштијата, против насилството и неправдата, против криминалот и уништената иднина. Да покажеме дека сме луѓе што држат до себе, луѓе со образ, луѓе што не се даваат и не се предаваат. Луѓе не уплашени, туку храбри, не понижени, туку гордо исправени, не изгазени, туку цврсто решени и достоинствени. На сите во оваа земја ни е јасно дека работите не ни чинат, дека државата не оди во погрешен правец, кон провалија. На сите ни е јасно дека овој хаос, ова лудило скапо ќе не чини и дека мора да го запреме. И тоа, драги пријатели, е наш проблем, проблем на овој народ и на оваа држава, проблем кој мора сами да го решиме. Сите, буквално сите, треба да дадеме свој принос, да се вклучиме, да бидеме дел од тие големи промени. За 8 месеци не чекаат локални избори. Ете ја шансата, ете ја можноста, не со сила, не од улица, туку на демократски начин, со гласот и волјата на секого од нас, да се одземе легитимитетот на оваа власт, да се отвори патот за низиното заминување. Затоа и велиме, ова нема да бидат обични локални избори. Ова ќе биде референдум за нашата едина. Овие денови, овие од владеачката ВМРО ДПМН ни порачуваат дека ова ќе биде конечната битка, битка до истребување, конечната пресметка меѓу двете Македонии. Ние за таа битка сме подготвени. Погледнци, драги пријатели, таа битка ќе ја водиме заедно со нашиот и ваш кандидат за градоначалник Зоран Прочков. Вие, богданчани, многу добро го знаете доктор Прочков. Тоа е човек со биографија, со минат труд и резултати зад себе. Чесен, одговорен, домаќин човек. Почитуван меѓу луѓето не само во Богданци, туку и многу пошироко. Човек што ја заслужува вашата доверба. Богданци во Зоран Прочков ќе добие градоначалник со кој ќе се гордее. Градоначалник за пример. Вистински татко на градот и на општината. Зоране, нека ти е со среќа и честито кандидатурата. Ви посакувам успех и на тебе и на твоите сограѓани. Победете во Богданци и бидете дел од големата победа од цела Македонија. Почитувани граѓани, драги пријатели, Социјалдемократскиот сојуз е повторно меѓу народот и со народот. Ќе ги посетиме сите градови, секое населено место, секое село ширум Македонија. Се среќаваме и разговараме со вас граѓаните на секаде. Таму каде што живеете, таму каде што работите. И по нивите, и по фабриките, и по дуќаните, и по пазарите, и по градските плоштари, и по селските дворови. Сакаме директно од вас да слушнеме што најмногу ве тишти, што најмногу ве мачи. Овој пат вие и вашите потреби ќе ни ги одредите работните задачи, ќе ни ги одредите политиките што ќе ги спроведуваме. Овој пат наша партиска програма ќе биде решенијата за вашите животни проблеми. Веќе се сретнавме со многу наши граѓани. Во Струмичко и Велешко, во Штипско и Кумановско, во Прилепско и Паланечко. И секаде истата слика, истите маки, истите проблеми, секаде беда и сиромаштија. Живеачката е тешка како никогаш порано.
Луѓето се борат да преживеат. Луѓето се молат не за плата, не за стандард, туку за социјална помош. Насекаде владее огромна невработеност. Нема нови инвестиции, нема нови фабрики, нема нови работни места. Луѓето живеат во страф од инкасатори и судски извршители. Се плашат од долговите направени по продавници, се плашат од невратените кредити, од лихварите и дадените хипотеки. Во стопанството се прават списоци за отпуштање, мака мачат со блокирани сметки, со откажани нарачки, со намалено производство. Денес најстрого чувана државна тајна во Македонија е долгот што владата го има кон фирмите, кон стопанските субјекти. На таа тема не сакаат ниту да зборуваат, а камо ли да си ги платат обврските. Сакаат да трошат, ама да не плаќаат. Стотици милиони евра на стопанството само на овој начин му се одземени, му се конфискувани, буквално му се украдени. Ако некој се осмели и си го побара своето, одма следат закани и притисоци, одма следат кривични пријави. Инспекциите станаа казнени експедиции, инспекторите рекетари во име на државата, казните се араш за полнење на буџетот. Македонија денес е земја на криминал и корупција, на министерства пералници за пари, на министри местачи на тендери. Македонија има власт која невработеноста ја решава со гума, со бришење од евиденцијата. Сиромаштијата ја решава со карти и влезници, со бесплатен балет и опера. Власт која затвара телевизии и вестници, брка новинари од работа. А зошто? Само затоа што му ја кажуваат вистината на народот. Македонија денес е држава на политички затвореници, на монтирани судски процеси, на судии партиски извршители. Македонија денес има власт која не подценува како луѓе со здрав разум. Мисли дека може бесрамно и бескрајно да не лаже, а ние да веруваме. За 6 години 100 милиони евра дадоа за владини реклами, за спотови и огласи, за перење на мозокот на луѓето. Цела Македонија ја поминав. Такви земјоделци како спотовите на Груевски не видов. Насмеани, дотерани, машносани, со нови куќи зад нив, со нови трактори пред нив. Прави манекени од филмови. Секој ден не лажат. Македонија била економски лидер во Европа. Или Македонија била трет реформатор во светот. Велат, во Македонија најбрзо се отварала фирма. Како проценија кога една фирма не се отвори со месеци, со години наназад? Она што се гледа дека во Македонија најбрзо се затвараат фирми. Најбрзо во стечај одат фирмите. Ни тврдат, знаењето е сила, знаењето е моќ. И што да ти значило тоа? Сите тие силните и моќните од власта, до вчера вечити студенти, учени и недоучени, преку ден спроведуваат власт, а преку ноќ станаа магистри и доктори на наука. Сами факултети и универзитети си отворија, сами на себе дипломи и научни звања се доделија. До каде забега и јаздиса, најдобро говори насловот на еден текст што сами си го напишаа и си го објавија. Вака гласи: Обама по стапките на Груевски. Демек толку сме добри, демек толку сме успешни, што една Америка ќе учи од нас. За пример ќе не земела, по нашите стапки ќе одела. До сега во нашата историја не се видело ниту поголема сиромаштија, ниту по безобразно, по душманско трошење на народни пари. Само на 1 километар квадратен од центарот на Скопје затворија преку 350 милиони евра во камења, во мермер, во бронза, во споменици и скулптури, во триумфални капи, во сочни фигури, во лавови и коњи, во скапи огради, жални врби и палми.
сакам да ве прашам вас овде во Богданци. Што имате вие од Скопје 2014? Што имаат Битолчани, Струмичани, Гевгеличани, Валандовчани? На крајот на криштата, што имаат и скопјани кои живеат, а такви ги има многу, во населби без канализации, без водоводи, без асфалтирани улици? Се мачкали бронзата на леп. Може ли со тоа да ги нахраните децата, да ги облечете на училиште, да ги испратите? Може ли со тоа лекови да купите, операција да платите? Може ли со тоа сметките од дома да си ги подмирите? И немојте ни случајно да мислите дека Скопје 2014 го градат затоа што многу историјата ја ценат или затоа што уметноста ја почитуваат. Скопје 2014 е еден огромен досега невиден криминал, една огромна пералница за пари. Се е пола. Половина во камење и мермер на плоштад, половина на приватни сметки во странство. А долговите со кои што не задолжија како држава, за да можат тие да си ги полнат джебовите и да си ги лечат комплексите, цели ќе ни ги остават на сите нас да ги плаќаме и заради нив уште потешко и уште посиромашно да живееме и ние, а и нашите деца. Почитувани граѓани, ова што ни се случува не е наша судбина од која нема бегање. Се може и мора да биде поинаку, да биде подобро. Од нас и само од нас зависи каков живот, каква земја ќе имаме. Јас знам дека се уште има луѓе што се несрекни и револтирани, ама од страф молчат, веднат глава, во себе се туфкаат и се гризат, ама се плашат да го кренат гласот, да си го побараат своето. Се плаша дека ако работат во администрацијата, ќе ги избркаат, ќе го изгубат работното место. Ако се земјоделци, дека ќе ги укинат субвенциите. Социјалците се плашат дека ќе им ја скратат помошта. Бизнисмените се плашат дека ќе им испратат инспекции, дека ќе ги затворат фирмите. Овие луѓе живеат во страф, но во исто време и во срам. Се срамат од тоа што се плашат, од што трпат, од тоа што се понижени и пред себе и пред собствените деца. Драги пријатели, ве гледам и ве прашувам до кога вака? Па живот ли е ако во страф се живее? Па живот ли е ако со срам се живее? И од кого да се плашиме и заради кого да се срамиме? Од една група на луѓе која сама за себе тврди дека се изфрустрирани. Од луѓе фалсификатори на македонската историја и на собствените биографии. Зарем ке дозволиме криминалот и забеганоста на една фамилија на власт да страдаат заради тоа 500.000 македонски семејства? Зарем ке дозволиме да живееме во држава во која камените споменици и восочните фигури се поважни од животите на 2 милиони луѓе? Зарем ке дозволиме да не ги држат киднапирани и нашата држава, и нашите судбини, и иднината на нашите деца? Верувајте, не се тие ниту толку силни, ниту толку храбри. Тие се само ситни души што се кријат зад полиција и инспекции, зад партиска администрација и политички диригирани суди. Тие се храбри само пред своите новинарски гавази и на своите партиски телевизии. Лажни реформатори, лажни патриоти, лажни херои. На крајот на краиштата не е ниту проблемот кај нив. Кај нас е и проблемот и решението. Ние конечно треба да се решиме, да се одважиме, да се кренеме. Нема повеќе време за пемкање, за тактизирање, за пазарење со собствената совест. Решението на нашите проблеми нема да се случи само од себе, да ни падне од небо. Дојде време да си ја заслужиме среќата, да си ја одработиме судбината, да си ја избориме иднината. Си ја сакаме државата назад. Сега, одма, веднаш. Доста беше. Време е за битка. Време е за одлука. Време е за победа за наша македонска нација.